Civil Media. Ви благодарам на покана и чест ми е да учествувам на ваква панел дискусија. Јас, не знаејќи зашто треба да се подготвам точно, подготвив и пишан материјал, па дел ќе го парафразирам, дел ќе го прочитам, зашто не можам да го повторам баш онака како што го напишав денес. Би започнал со тоа дека кога зборувам за современ македонски идентитет, зборувам пред се за привилегија на нас македонците, бидејќи сите ние кои живееме во Република Македонија денес, а сме биолошки суштества наречени човек, најголем проблем да копаме во минато имаме ние македонците. И најголем интерес и корис ако се надградиме на постоечката состојба денес во Македонија имаме ние македонците. И затоа во овој современ македонски идентитет јас ги гледам сите кои живееме во Република Македонија, која ја сметам за делумно функционална држава, со исклучителен капацитет таа државност да биде загрозена од внатрешен фактор. Кога ќе кажам внатрешен фактор или оваа реченица, вие сите помислувате на албанското прашање и проблемите со албанците, но не мислам на тоа, туку мислам точно на најсилниот внатрешен фактор која загрозува македонската државност, а тоа е кризата на македонскиот идентитет. Колку и да не сакаме да признаеме, колку и да сме отпорни на истото, сепак длабоко во себе сите тоа го чувствуваме, без разлика дали тоа чувство е потикнато од други лица, дали тоа чувство ни доаѓа како резултат на туѓи идеологии, како што почитано Ѓорѓиев ја кажа пропаганди, или е станува збор за проблем кој настанува како резултат на моук на науката. Сепак треба да констатираме дека реално постои криза на личните чувства во однос на особините или својствата со кои се идентификуваме и кои не прават различни од другите. Денес националниот идентитет, барем ние веруваме во Република Македонија, дека може да биде предмет на размена. Тоа ми е значајно да го истакнам, слично како што сметаме дека може да се украде личниот идентитет. Тоа убедување е една од главните причини за фрустрација која силно влијае во нашите емоции. А тоа е дека сите сакаат да го украдат нашиот идентитет. Бидејќи идентитетот тесно го врзуваме за историјата, тука неопходен заклучок е дека некој ни ја краде историјата. Ако некој нешто ти краде, имаш право да се браниш. Ако си свап сам да се одбраниш, очекуваш помош од посилен надворешен фактор. Кога таа помош недостасува, доаѓаш до заклучок дека си обесправен. И така обесправен како зомби се шеташ по белиот свет, убеден дека сите на тебе се ти украдиле. Несвесен дека тоа што ти го украдиле е прилика подобро да ги запознаеш нив, за да ти објаснат дека само во твојата имагинација постои кражба на твоето се. Изворот повторно е во твојата слабост, во твојата криза на твојот идентитет. Тоа значи дека нешто не е во ред од времето на македонската адолесценција. Историски јас таа адолесценција ја ставам во периодот на она народно будење на народите на Балканот, 19 век, времето на преродбата, кога сме имале недостаток на елемент за себе идентификација ние тука во Македонија, и правен елемент како држава и историски елемент како херои или битки, со кои другите народи се идентификувале околу нас. Ние кои не успеавме да изградиме целосен идентитет во таа адолесцентна фаза, развивме кризен идентитет, имаме конфузија на улогите, не знаејќи кои сме, каде припаѓаме и каде сакаме да одиме. Тоа е токму ова го прочитав, зашто не можев да го парафразирам подобро. Ова е клучниот за мене извор на внатрешниот фактор кој има капацитет да ја загрози современата македонска државност. Тоа психологијата го идентификува како негативен идентитет, кај поединецот се појавува или тоа е појава на деликвенција, порочност, апатија и инфериорност. Кај нацијата тоа е представата за денешната современа македонска нација во наводници или деликвентноста во поведението на нас,
порочноста на античката слава, која ни се нуди погрешно, апатичноста да преземеме иницијатива да ги промениме работите, инфериорноста на позитивните или модерните трендови кои доаѓаат во 21. век. Дали ќе ја постигнеме таа зрелост, зависи од сите нас, но она што е суштинско прашање за денес е националниот или личниот идентитет. Што ќе негуваме? Што е приоритетно во 21. век или во нормалниот свет, во наводници исто така кажано, бидејќи нормалниот свет има тие две зборчиња имаат голема филозофија за себе, за нас она што е нормално, за некој друг е ненормално. За мене, личниот идентитет пред националниот и точка. Слаба единка, националниот идентитет го истакнува на пиедесталот, го преценуваат над личниот, собствениот. Но доколку изградиме општество на инклузивност на единките, тогаш тие ќе западнат во комфортност, односно ќе се релаксираат од оптеретеноста за изгубен идентитет или украден идентитет и ќе го исполниме нашето его, единката ќе се идентификува и ќе созрее. Она е тоа што очекувам да се случува наредниве 20 години во Македонија. Во моментот кога егото ќе се препознае, ќе пораснеме како нација низ созревање на индивидуалецот. Јас ги назначив, се уште сум во конфузија или во лично бунило како да го именувам тоа што сакам да го зборувам наредниве години, а тоа е општество на инклузивниот човек или општество на индивидуални вредности, како концепт кој го нудам. Алатката која ќе ја користи тој концепт се вредностите и во база на истите ќе се одвива процесот на инклузивност. Тука имаме проблем сега со човекот. Човекот е човек. За мене човекот во Република Македонија е биолошки организам, функционален на планетата Земја. Значи не сме посебни тука во Македонија. Во рамки на Република Македонија се сретнуваат такви примероци, чија бројка постојано се менува во негативен тренд. За жал, квалитетот на тие примероци сериозно опаѓа. На тој начин опаѓа човечкиот ресурс како основен атрибут на државноста, која јас како десничар ја издигам на пиедесталот. Со тоа и државата ја дерогираме. Тие единки себе си се идентификуваат по повеќе основи. Во Република Македонија предничи националниот идентитет, зборуваше пред мене соговорничката. Во последно време, политичкиот или така наречениот партиски идентитет сериозно ги потиснува останатите. Но највеќе го потиснуваат човечкиот идентитет. Тоа е причина за негативните трендови на човековиот ресурс во државата. Да не се лажеме, онај проект за финансирање на трето дете нема да го подобри човечкиот ресурс во државата, туку ова што го зборував во последниве две реченици е главната причина за дерогирање на човечкиот ресурс во државата. Концептот кој е денес мнозински прифатен е на општество за сите, е концепт јас кој го отфрвам и кој е базиран на национален идентитет. Целосно го исклучува индивидуалецот. Неговото постоење било оправдано на тој концепт во претходните 2 века, но не денес во 21. век. Тој концепт е создаден од човечки организам кој е импресиониран од марксистичката поимливост на идентитетите. Тој концепт е причина за братско војување на југословенските народи и народности, ова во наводници братско војување. Тие во братство и единство се испотепаа помеѓу себе. Овој концепт на левицата во Македонија ќе развие такви политички процеси и појави во земјата, кои ќе придонесат сите да се испотепаме помеѓу себе во едно општество. Кон што се движиме денес? Кон бинационалност. Многумина викаа дека тоа е имагинација или пропаганда на десницата, но за жал, или на радикалната или екстремна десница, што и да значи тоа денес, зашто јас не се чувствувам дека припаѓам во истата, но и јас успевам да ја видам бинационалноста денес. Во која смисла? Бинационалноста ја гледам како нус појава на едно општество за сите, а не како некоја надворешна платформа. Многу едноставно. Преку индивидуалецот, пред индивидуалецот се издигаат 2 колективитети. Пред граѓанинот доаѓа албанецот, пред албанецот доаѓа македонецот.
како мнозински народ. Но албанецот е пред сите останати, затоа што он припаѓа на колективитет кој бил дури 20%. Тоа во свеста на албанецот создаде причина. Емотивно албанците се претопија во 20%. Денес албанецот не е албанец, туку е 20%. Тоа пак го тера истиот тој албанец од петни жили да докаже дека е 20%, а не да се вгради во современиот македонски идентитет. До тој степен што се бара процентот да стане уставна категорија. Според мене тоа се граничи со нормалното. Па сега заедно македонецот и албанецот ќе бидат над граѓани. Некоја каста, сталеж, некој посебен вид од тоа биолошко суштество кое суштествува во северниот дел од територијата наречена Македонија. А целиот свет го нарекува просто човек. Идејата мобилизира, омразата и опасноста многу повеќе од идејата, а кај нас за жал клиентелизмот највеќе. На тој начин ние имаме во 21. век современа асимилација, базирана на клиентелизам на оние кои се асимилирани, а во корис на мнозинските два посебни народи, пред се на албанскиот кој мора по секоја цена да докаже дека е 20%, за да ги зачува своите основни човекови права и слободи. Овој погрешен концепт на едно општество на сите појавува нов дефект преку процесот на така наречен европски попис на население, каде што се обидуваме повторно да најдеме манипулативен начин да ја одбегнеме да не ја евидентираме реалноста денес во Македонија, а тоа е дека ние постоиме сите во Македонија и сме различни. Еве само тука покрај нас се ме поставени македонци, албанци, бошњаци и така натака. И сето тоа се прави повторно ради тие 20%. Овој концепт не носи во длабока криза и не е прилагоден на новите трендови, а новите трендови се да влеземе во НАТО и во ЕУ. Овој концепт, според мене, не ги поддржува тие трендови, туку ги нарушува преку раѓање на нови кризи. Сега, што е она, што нуди новиот концепт? Ако направиме симбиоза помеѓу општество на инклузивниот човек и општество на индивидуални вредности, можам да сублимирам како трето решение општество на инклузивни вредности. Односно, општества, вредности околу кои ние сите ќе се обединуваме како единки и кои ги носиме во себе. Идентитет базиран на вредности, а не на митови. Почувајќи од домашното воспитување, преку процес на образование и социализација, ние созреваме и создаваме идентитет. Доколку созрееме со идентитет, дека прво сме биолошко суштество наречено човек, па потоа се идентификува и за своји ги прифаќа вредностите кои ги стакнувале нашите постари генерации, или вредности кои ги има и во мојата Библија, и во вашиот Куран, кој го од каде што извира нели онај религиозен идентитет, и егото ќе го наполниме со вистинско практикување на индивидуални вредности, тоаш ние ќе успееме. Врз база на истите, а согласно концептот кој ќе форсира инклузивни процеси, луѓето со посилен инклузивен капацитет ќе се издигнат на пиедесталот на општеството. Наместо колективитети или чопори, ќе се посветиме да создадеме луѓе во вистинска смисла на зборот, да создадеме индивидуалци кои ќе бидат компатибилни со тековите од 21. век. Овој концепт се исмева врз бинационалноста. Исто така во фаца им се смее и на тиранската и на палјурската платформа. Овој концепт не троши време на 20%. Овој концепт не им дава специјални права на 20% албанец или на над процентниот македонец. Овој концепт суспендира не само национална, туку и политичка асимилација. Ова решение препознава само граѓанин на републиката, кој согласно уставот на истата ги ужива сите индивидуални човекови права и слободи. Овој концепт не се грижи за чопорите и нивните интереси, туку за единката и незиниот достоен опстанок. Овој концепт не фалсификува референдуми, ниту се плаши да попишува помалку или повеќе албанци. Овој концепт стои силно против северно македонецот. Не дозволува нов историски фалсификат и промоција на некоја северно-македонска нација. На мене ми дозволува да се идентификувам како македонец, како моje право на избор, како моje
мој себе прифатен идентитет. Без разлика дали следните 20 години нашата република ќе биде Северна Македонија или не. Овој концепт ги засрамува оние кои за нас викаа дека сме одродени бугари, но ги засрамува и оние кои за бугарите викаат дека се одродени македонци. Едноставно овој концепт не констатира одродени. Тој е против навредите и омаловажањата. Омразата се храни со омраза, национализмот со национализм, но вредностите со вредности. Да им дадеме шанса на последните, да дадеме шанса на општество на инклузивни вредности. На овој начин идентитетот ќе созрее, македонската нација ќе излезе од адолесцентен период, конечно, и ќе го наполниме конечно македонското его. Тоаш ние македонците нема да бараме уставни гаранции за македонскиот идентитет, нема да бараме законска заштита за нешто за кое самите за себе си сме сигурни што сме, а на албанците ништо нема да им значат тие 20% во нивниот животен пат. Нивните права нема да зависат од 20%. Тоа ќе изградиме на вистина едно општество за сите, во кое на рамноправни основи ќе се вклучат и роми, и турци, срби, власти, бошњаци и сите други со различен национален идентитет. Законски гарантиран идентитет е практикуван комунизам за мене. Слободниот пазар на информации нека дава можност за изграба на индивидуалниот идентитет, вклучувајќи ги тука и сите видови на идентитет, не само национален. Бидејќи знаете дека се менува идентитетот по многу основи. И она кое денес сакав да го кажам во една само реченица ќе ми дозволите, тоа е современото и модерно општество веќе промовира последниве 20-30 години економски идентитет и исто го издигнува далеку над националниот. Во суштина тоа е моторот на глобализацијата. Тоа е новата светска нација. На преден план ги истакнува предностите пред вредностите. Земајќи мене како десничар, малце е проблематично за мене, но од друга страна е, како да кажам, сум запишал сурово прагматичен и оправдан. На тој начин за потребите за опстанок на човекот ги идентификува како есенцијални вредности. На мене само ми останува ова дополнително да го проучам и ако можеме да го вградиме во овој концепт на општество на инклузивни вредности, каде што и тоа е мојата предност е отворен за надграба согласно модерните трендови. Се надевам дека ова нема да биде само романтизам на социјална филозофија и дека ќе успееме доволно силно сите ние да го промовираме во Република Македонија и да го направиме општествен концепт, нов концепт кој ќе биде мнозински, се надевам, ќе добие поддршка од мнозинството во Македонија. Бидејќи идентитетот тесно го врзуваме за историјата,